Zoom record. Dobar den, naši slušatelji i gledači na našата емисија во Фокус со вашиот водител Силвана Павловска. Во јуни оваа година, може би се сеќавате, одржавме меѓународна конференција по тема новите образовни реформи во Македонија, надоградба или крах на детскиот ум. На конференцијата учество зедоа неколку говорници од Македонија и од Австралија. Бевме запознати со престојните реформи во образованието, формирањето на граѓанска иницијатива и незините цели и барања. И со обзир на почетокот на новата година, која започна на 1 септември, значи пред некој ден, ја поканивме господјата Драгана Спасевска, представник на граѓанската иницијатива Учебници настава мора да има од Македонија. Исто така гостин ни е Даниела Георгиевски, родител од Македонија, и нашата Оливера Стојчевска, водител и координатор на македонската радиопрограма што се емитува во Брисбан, државата Куинсленд. Добро дојдовте на сите. Добро најдовме. Добро ве најдовме. Сега би сакала законот предлог Драгана беше повлечен од страна на владата, како што вие не известивте минатиот пат на конференцијата, затоа што вие, вашата граѓанска иницијатива Учебници настава мора да има, која, според информациите од вас и од сите медиуми од Македонија, дознаваме дека број скоро 90.000 речи, така, и најголемата иницијатива досега, мислам, во овој период кој што е активна, сочинета од родители, сочинета од ученици, сочинета од многу лица поврзани со образовниот систем и образованието на децата во основното, а и во средното училиште. И во средните, да. Да. Така да, вие се спротивставивте на тој закон предлог, нели, што владата имаше предвид да го воведи, и како резултат на тоа, што се случило всушност од тогаш наваму? Дали премиерот Заев, кој што вети дека ќе проба пак на друг начин, нели, тој нацрт, план или закон да се на некаков начин одобри, да се врати, да. Што се случило досега, и со обзир на тоа дека наставата започна веќе, дали наставата започна како што вие се залагавте за да започне? Дали некои ваши барања беа прифатени или што се случува на тоа поле? Запознајте ги нашите слушатели во диаспората, а и во Македонија исто така, затоа што и таму не следат. Како? Па вака, Заев најави тогаш дека пред учебната година ќе го врати законот во собраниска процедура и ќе се одржи јавна дебата за истиот, меѓутоа воопшто законот не се врати, односно не постои како закон за учебници и наставни материјали за основното и средното образование. Меѓутоа, министерката продолжи да ги води реформите, водејќи се по концепцијата, во која што се застапени 3 клучни елементи: инклузивност, родова сензитивност и рамноправност кај граѓаните. Меѓутоа, ние закон за дигитални учебници, односно за наставни материјали, како што таа ги нарекува, нема. Нема закон се уште за дигитализација на учебниците. Така, сега, ние имаме закон за основно образование кој што ќе треба правно да делуваме по основ на него, а тој закон за основно образование не штити нас родителите. Во тој закон се уште стои член каде што образованието во Македонија е бесплатно и постои член во кој што се вели дека ученикот на почеток на учебната година треба да добие бесплатно комплет книги по сите предмети во училиштето. Меѓутоа, каква е реалната ситуација кај нас?
Иако ова власт уште од 2016 нема обновено ниту еден учебник до сега. Што значи дека 6 години овие страници се вртеле секојдневно и да беа и од мермер направени, пак ќе се уништеа. И не само што ние концепцијата и новите реформи се спроведуваат во прво и во четврто одделение, меѓутоа страшна е ситуацијата во сите одделенија во основно и средно образование. Не достигаат учебници. Ако децата имат 12 предмети, дадени им се само 5 учебници, дадени им се само 7, од кои што се нефункционални, фалат страници. Рече си да ви е страв да ги отворите тие учебници, затоа што во било кој момент може да излезат сите лисја од нив. Жална е сликата, на ова се принудени родителите сега да изнаоѓаат начин да им дадат на децата учебници. Како? Бидејќи ќе мора сами да се снаоѓаат, да копираат или било како, меѓутоа тоа со закон не е дозволено, бидејќи нам со закон ни се нуди бесплатни учебници по секој предмет за учениците. Затоа ние сега ќе пуштиме представки до Народниот правобранител и до Антикорупцијска комисија, бидејќи се кршат овие закони. И како такви за бесплатно образование и законот за снабдување на учебници. Дали се тие во дигитален формат или пак испечатени, не прави разлика? Не, тие се печатени учебници, да, по стариот закон за основно образование, ние треба да имаме бесплатни учебници, печатени во боја, бесплатно за секој ученик и по секој предмет. Затоа ние, бидејќи законот е на наша страна, работиме сега на представки до Народен правобранител и до Антикорупцијска, а секако ќе одиме и со иницијатива на промена на законот за основно образование, каде што ќе мора да се стави акцент на правата на родителите и на децата. Ние по закон треба да одлучуваме за образованието на нашите деца и има околу 15 члена кои што ќе бараме да се променат. Сега, многу е жална сликата кај учениците и родителите, верувајте дека секојдневно имам повици и пораки од родители кои што јас и ова го кажа во емисија дека законот се на наша страна, дека родителите не смеат да дават од сопствен џеб пари за копирање и копирањето е противзаконски, така да министерката се јави во одредени институции по училиштата и по приватни книжари дека е забрането да се копираат учебници, значи тоа е веќе пиратерија, да речам, тоа е незаконски и плюс тоа самите нејзини ментори кои што се поставени во училиштата им кажа на родителите доколку веќе ископирале тие учебници да не ги носат на училиште, да си ги чуваат дома. Да. Страшна работа е тоа што по новата концепција во прво и во четврто одделение се ставени импровизирани содржини. Во прво одделение децата за среќа добија нови учебници, меѓутоа во четврто одделение децата немат никакви учебници, ниту пак има таблети и дигитални уреди за сите деца. Децата од четврто одделение, нивните родители се страшно дискриминирани, затоа што се оставени на милост и немилост, односно не знаат од кој средство ќе изучуваат нивните деца. Не само тоа. Замислете која дискриминација кога едно четврто одделенче ќе излезе вон, кога ќе излезе од училницата за да си оди дома и ги гледа другите другарчиња со ташните на рамо и си бегат со учебници дома, а тие немат ништо. Да. Затоа, бидејќи законот за наставни материјали не е вратен, ние ќе ги бараме правата и на овие ученици по законот за основно образование, каде што мора по закон да имат сите печатени учебници пред на клупите пред своите очи. И ќе делуваме, и јас 100 пати напоменав и во емисии на родителите, им потенцирам преку родителските совети да не си дават средства од свој џеб. Да. Иако има доволно време да испечатат и они учебници кои што ни фалат во другите одделенија и да испечатат учебници за овие деца од четврто одделение. Бидејќи зедоа многу пари од Светска банка. Да. Каде се тие пари? Каде се тие пари? Одлично прашање. Даниела, вие имате керка или синче во основно училиште, така?
Кажете ни, како вие гледате на овие работи, што се случува со вашето дете? Дали ја бойкотиравте вие наставата како и други родители? Вака сега, значи јас имам ќерка, 7 одделение, но ние исто така сме солидарни кон тие што се прво и четврто, ако не пак друго имаме и внуци, значи мислиме за идните генерации. Мојата ќерка бойкотираше и ние си доставивме кога што треба и дописи, причини зашо за истото, значи. Исто така и во 7 одделение точно дека имаат учебници што се искинати, што треба да има нови, значи печатени то редовно, треба да има стандардизирани печатени учебници. Значи, од ти печатени како учебници може да дадат и црно-бели, да се разбериме. Значи, ние бараме стандардизирани печатени учебници. И точно тоа, во 4-то одделение, значи, родителите што се, му е доставено реверс, во кој што пишува дека да се подпишат за евентуални механички оштетувања или слично на тие уреди што му се даде. Значи, не секоја школа е обезбедени се децата со уреди. Некои школи што имаат донации, што обезбедили или спонзорирање, ги имаат, значи, тие уреди. Се случува, значи има тука. Ама, работата е што испаѓа дека целата одговорност паѓа врз родителите, односно, трошокот се сведува на родителите да го сносуваат. И сега, значи, ние правиме начин правен со барање, каде што за тие евентуални, затоа што може да се случат самите уреди да имаат и фабрички грешки и сериски така натаму, не може родителите за тоа да сносуваат одговорност или за ажурирање на тие софтверски програми, затоа што ние многу добро знаеме колку му е векот на еден уред технолошки и мора после нов да се обезбедува. И не може и се знае дека мора тоа да биде ажуриран. Значи има ажурирање во софтверите да ги поддржат програмите. Родителите тоа не го знаат. Значи ова се воведува нова сфера на дигитализација што уствари не е позната. Пред се ние образованието зошто е? Наставниците се тие што треба тие да работат за образување на децата и тие се вклучени. Ние родителите треба да име следачи и подпомагачи, тоа е точно. Значи и да одлучиме какво образование се пласира нашите деца. Но да се сведува на ваков начин, испаѓа дека сиот терет оди на родителите. И се случува тотална збрка затоа што не може да се снајдат родителите, не може да доwnloadираат, некој нема врска, значи, од технологија, па камоли на ваков начин. И сите до еден бараат стандардизирани печатени учебници со тоа што му ги враќаат повторно и уредите, велики му дека нас не ни требаат и не ги подпишуваат тие реверси. Каква е состојбата, Драгана и Даниела, со учителите и оние што се помошници учители на деца со попреченост? Дали се тие обучени за овие некои, мислам така наречени реформи за кои што не постои закон, меѓутоа се воведуваат? Јас искрено завчера бев да го поддржам протестот на независните синдикални организации во Македонија, меѓу кои што беше и Независниот синдикат за образование и наука. Замислете, не само што имав можност да слушам многу тешки искуства, наставници со 30 години немат решение, со 10 години немат решение, значи партизацијата си го зазела своето место, последен дојден прв услужен, меѓутоа, што се случува не само со дигитализацијата, туку и со инклузијата. Се е пребрзо одлучено и пребрзо импровизирано, значи ова импровизација. Првенствено се објавија конкурси за образовни асистенти кои што треба да бидат или педагози, или психолози, или дефектолози, така натаму. Меѓутоа, кога тие увидоа дека такви профили тешко можат и во толкав број да се најдат да конкурираат, тогаш ги вклучија било какви невработени лица да бидат образовни асистенти. И со тоа им се даде 6-дневна обука по 3 часа. Меѓутоа, каква обука? Обука за да ги пополнуваат административните работи и документи кога ќе бидат на настава. Меѓутоа, обука за каква помош и со каков тип на деца ќе работат, воопшто не се даде. Не може било каков профил на личност, без никаква обука,
да работи со деца кои што имаат и тешка физичка попреченост. Дури има и невербални деца, значи деца кои што не можат да говорат. За ова се треба многу голема реформа, многу големо истражување и голема стратегија за да се спроведе ова. Не само што немаме образовни асистенти, сега и самите родители прифатија за овие кутри деца кои што им треба голема помош да следат настава онлайн, бидејќи нема личност која што ќе седи со нив во училиштите клупи. И не само тоа, многу од училиштата не се ни технички спремни за инклузија на овие деца. Нема сензорни соби, немаме рампи, немаме посебни тоалети за овие деца, бидејќи има деца кои што се во колички, кои што не можат, им треба голема помош за физиолошките потреби. Мислам да не зборувам, многу е тешка ситуацијата и многу ми е жал. Јас во една прилика ќе ве поврзам и со Зоран Мијалков. Тој е родител на 2 деца со попреченост, со аутизам, кој што има здружение и кој што има 40.000 семејства кои што има деца со попреченост. Замислете која бројка на семејства има деца со потешкоти, односно со попреченост. А министерката најавува само 500 образовни асистенти, што е речиси невозможно. Јас имам и друга информација, разговарав со лица од UNDP кои што ги финансираат овие. UNDP значи? UNDP, таа е светска организација која што имаме ние и во Македонија и помага, тие се од Обединетите нации, пушта директна помош тука. И тие ни кажаа дека бидејќи нема толку многу можност да се најдат толков број асистенти, дури имале план еден образовен асистент да работи со 4 деца. Меѓутоа тоа е невозможно. Тие деца имаат посебна потреба. Посебна потреба и секој заостанува во развој, што треба да му се обрне многу повеќе работа за тоа да унапреди во развојот, а не да заостанува, се разбира. Мислам, овие реформи се пребрзо донесени. Ние, морам да кажам дека сега утрово правев многу напори. Ние ја закажавме јавната трибина да се случи во недела. Тоест требаше да се случи во средата, меѓутоа во средата не ни одобри затоа што се славеше 30 години независна Македонија, а требаше да биде во истермин, па го презакажаме во недела. И уште до утринава чекавме потврда од град Скопје да ни потврди дали настанот во недела ќе можеме да го одржиме. Меѓутоа сега последна информација дека градоначалникот на град Скопје не ни одобрил да биде и во недела поради тоа што се денови на жалост и институциите не можат да ни се посветат максимално да ни помогнат да го организираме настанот. Со тоа што не замолија да го одложиме настанот за идната недела, а морам да напоменам дека пред се големи стручни лица, психолози, педагози, филозофи, лица кои што работат во рехабилитациони центри и училишни центри, ќе зборуваат на таа трибина и стручно ќе ги образложат нашите барања и стручно ќе кажат какви реформи треба да имаме ние во образованието, а не импровизација. Да. Вие во главно граѓанска иницијатива учебници настава мора да има, не сте против реформи, но не во ова смисла, нели, кои што по се изгледа не се добро испланирани или исконцепцирани и сака да ги воведат и тоа без законски, нели, неодобрени од законот, кои што сакаат на брзина да ги воведат. Вие не се откажувате од тоа и како што ми спомнавте, сакате да организирате трибина која што закажана за внедела, меѓутоа не може да се одржи внедела, ќе биде следната недела таа трибина на која што ќе имате стручни лица кои што ќе говорат за многу прашања. И дали секој ден може да присуствува на таа трибина? Да. Јас прво вака да напоменам дека таа трибина, бидејќи е пандемија, протоколите се строги, мора да биде на отворено.
И ќе апелирам до секој еден кој што би сакал да ние, бидејќи информацијата од град Скопје ми стигна сега пред да се вклучам во емисијата, ние ќе објавиме денес дека ќе се одложи, пред се ќе имаме состанок да видиме во кој ден ќе одлучиме да биде. За жал, два пати ни се одлага бидејќи такви се деновите и мене многу ми е жал за она што се случи деновиве во Македонија. Пред се морам да искажам големо сочувство до сите моите товчани кои што ја доживеа најстрашната загуба на своите блиски. И секој должна почит и ние треба да изразиме сочувство и навистина не е време за ваков настан. Затоа ќе го одложиме за идната недела и ќе ги повикам граѓаните секој ден кој што сака да ја следи трибината може да присуствува. Дури ќе имаме и организирано присуство и од другите градови, родители засегнати страни и стручни лица кои што сака да дојдат да ја слушаат ова трибина. И пред се да ја замолам диаспората, доколку е волна да ни помогне, може да ни донира средства се со цел за исполнување на нашите следни активности, бидејќи самиот настан бара организираност и бидејќи на отворено ќе мора да се исплатат сите тие технички потреби кои што ги имаме и секако бара големо време и голема заложба, дури сакаме се да изгледа многу професионално и многу стручно, со цел гостите кои што ќе говорат тие се со долгогодишно искуство, лица со големо знаење, сакаме да се чувствуваат пријатно и кога ќе говорат да бидат безбедни. Со тоа што тие ќе си бидат на бина, ќе си бидат на одредено растојание во столици, а граѓаните ќе бидат значи пред нив ќе има растојание, настанот ќе биде сниман, ќе биде емитуван преку медиумите. Ние сите ги поканиме, меѓутоа ќе имаме и ние камери кои што ќе го пренесуваат целиот настан. Сега, морам да кажам дека стручната афела во Македонија, лица кои што многу реагирале јавно против овие реформи уште од самото начнување на истите, се спремни да говорат не само еднаш, туку има голема заинтересираност со тоа што мислам дека ќе треба да се направат дури 2 до 3 такви трибини, па да им го докажеме на господјата министерка и институциите и лицата блиски до неа во Министерството за образование и наука, дека не се бориме само ние родителите, туку и стручните лица ќе образложат зошто не вакви реформи. Да, реформи се потребни, меѓутоа не вакви. Жално е да 6 години вие немате обновено ниту еден учебник, значи не мора содржински, препечатен, да биде квалитетен, да биде издржлив во користењето на цела учебна година, а сега носат реформи, каде што, мислам, слушајте ова реченица колку ми беше и тажна и смешна. Дојде ќерка ми од училиште и вика: "Мама, нас на училиште наместо класична табла сега имаме смарт табла." И интересно е, слушаме, меѓутоа замисли ни ставиле смарт табли, а вратите во вецињата не ни се заклучуваат и чешмите ни се искршени. Ако мислам, немаме основни услови, основни потреби. Не само тоа, може Даниела, секако да. Би дополнила тука, сериозен проблем е се и превозниците. Значи, тие што ги превезуваат децата. То стари автобуси сами кажуваат. Моментално дори има еден сериозен проблем на средношколците, еве од мојот град до Штип, што тие немаат воопшто превоз. Проблемот бил тендерската постапка или слично и тие деца сега на свој трошок, секој ден родителите ги одат до Штип. Ама проблем е што се случува чекат многу часови, не се вакцинирани, никој не ги прима нигде да преседат. Ако застуди, ако забрани дожд, што прават тие деца? Дури се во состојба беше да се префрлуваат или да се откажуваат од школото затоа што не се издржува. Се жалат многу, значи тоа е сериозен проблем, сега ли во септември тоа треба да се решава. Значи тоа треба да се биде завршено. Да, исто ќе надополнам Даниела, јас имам моментално изготвуваме документ до општините. Исто се случува и во општина Демиркисар, каде што ученици кои што учат во Битола имат превоз само до Демиркисар, меѓутоа од Демиркисар до своите села немаат превоз. И се оставени на милост и немилост да барат
некој од родители да дојдат, па некој или близок кој што ги познава да ги искачи до одредените места. Значи ова Жван, Сопотница, Смилево, Обедник, тоа страшна се, а замислете, доаѓа есен, доаѓа зима, воопшто неорганизирано со превозите. И не само тука, сите рурални средини во Македонија го имаат овој проблем, затоа што со општините не постапиле пред време со превозниците договор како треба да се изведе и децата безбедно да доаѓаат на училиште. Дури и доколку каснат, самите наставници се свесни заради превозот и тоа е тоа. Многу жално што треба децата да сусуваат од часови за да стигнат до безбедно до своите места. Да. Има многу проблеми. Еве Даниела може да каже и за ситуацијата со дигиталните уреди кои што веќе самите родители ги враќаат и сакаат печатени учебници. Даниела, помени. Да, тоа како што напомена, значи тука има сериозен проблем, затоа што испаѓа, да не речам, пинг-понг игра од страна на директорите. Нормално, сега тие работат како што е наложено од МОН. И сега родителите буквално не знаат каде да се обратат, за да може за тоа што не се согласува со тоа што му се наметнува на нив. Тие се за да има дигитални уреди, но како што кажавме и ние, тие да бидат само помагала во наставата. Да. И не значи да бидат така задолжени родителите како што се бара од нив. Самите тие уреди, знаеме, пак ќе повторам, колку тие имат трајност. Што ако се случи, само од себе, значи колку што е неговата гаранција на тој уред, да биде после одговорен родителот за истото. Значи тоа треба добро тука да се осмисли на тој начин. Плюс тоа, дигитализацијата, како дигитализација е стварно голем, круцијален процес што треба да трае. Не може ние да прерипуваме се без соодветни истражувања и анализи од баш стручни лица што работат во таа проблематика. Инаку јас доаѓам од сфера на дигитализација, сум графички инженер и дизајнер и нонстоп работам на компјутер, таква и ми е работата, и гледам колку е значи штетноста. Да не зборувам значи по здравието на децата и така натаму, сите добро знаеме. Значи сето тоа треба добро да се проанализира и да се земи во предвид, затоа што ние од една страна сите се бориме да ги отстраниме децата од екраните, а на ваков начин ние уствари ги вовлекуваме во истото. Значи, се е спроведено без несоодветна анализа и недоволно прашани и анализирани стручни лица секој по својата проблематика. А најмалку сме прашани ние родителите. Иако ни следува според законите, значи, и според уставот исто нашите права, вака се кршат. И ние немаме друг избор, значи ние мора да се бориме и ќе продолжиме до крај и со години, ако треба. И ако годинава, значи некои работи решат да ги поправат, следната година ние пак ќе бидеме тука. Се додека не се среди работата како што треба и да имаме образование за здраво имино на децата како што треба, ние не се откажуваме, ние живееме за тие деца. Драгана, сакате нешто да ни покажете? Еве го законот, сега овде може да се симне. Значи во член 3 стои дека секое дете има право на бесплатно и квалитетно образование. Во член 3 право на основно образование. И квалитетно образование. Секој дете има право на бесплатно и квалитетно основно образование и воспитание и образование во основното училиште. Меѓутоа, ниту имаме бесплатно, ниту имаме квалитетно. Тоа е за жал основното право кое што треба да го имаме, а ние го немаме. Затоа ќе нема да се откажеме, не само заради нашите деца, имаме идни генерации кои што утре можеби и вашето дете ќе дојде да биде во 4-то одделение и видете, ова со импровизацијата и со новите реформи кои што се воведени во 1-во и во 4-то одделение, мислам дека е намерно предизвикана реакција. Затоа што новите реформи, новите содржини, да му ги вметнеа на 9-то одделение, тие веќе се свесни и самите деца ги дадеа отпор. Значи се става ова во најмала возраст, каде што детето не е свесно што се случува, не може да реагира, ќе прифати што и да му се предава, така да нема можност за реакција, ама затоа
сме ние родителите многу свесни, ги гледаме нештата што се случуваат, затоа ние кои сме тие како старатели и родители кои што треба да одлучуваме за образованието на нашите деца и ние ќе реагираме се додека не воведеме промени, меѓутоа не вакви. Во членот, се извинувам, во членот што вие и граѓанската иницијатива сакате, вие сакате да воведете промена во тој член, кажете ни околу тоа, што е тоа што сакате да воведете во законот? Нешто имате спомнато околу формирање на комисија за проценка на акти и така натаму, можете да ни образложите малку? Да, секако. Ние ќе менуваме и ќе надополнуваме околу 15 члена, со тоа што првенствено ќе се стави акцент на правата на родителите и децата. Сега, во член 5, каде што е заштита од дискриминација и промоција на еднаквоста, овој закон е променет во 2019 од страна на ДЕМИ и веќе тука се вметнати, значи уште пред да дојде министарката Царовска, вметнато родов идентитет и сексуална ориентација кај деца од основно образование. Меѓутоа, значи вели, во основното воспитание и образование се забранува секоја директна или индиректна дискриминација, повикување и поттикнување на дискриминација и помагање во дискриминаторско постапување по основ на пол, раса, боја на кожа, национално и етничко потекло, попреченост, род, сексуална ориентација, родов идентитет, државјанство, социјално потекло и така натаму. Сега, не може по устав, ние немаме род во устав, значи по основ на дискриминација, ние имаме пол. А тука имаме и пол и род. Значи, ако ние го дискриминираме родот, значи тогаш не го почитуваме полот. Или обратно. Не може да има род и пол во ист термин. Што значи, овој член во Законот за основно образование е противуставен, бидејќи род, сексуална ориентација и родов идентитет нема во устав и ние ќе бараме овој член да се промени и секаде каде што е воведено, каде што се воведени овие термини, ќе бараме да се отстранат бидејќи се противуставни. Кога станува збор за сексуалната ориентација, деца од основно образование, кои што почнуваат од 6 години, за сексуална ориентација терминот е непознат за нив и тоа е голем процес кој што децата треба да го сватат и да го разберат. Значи ние сме за сексуално образование, меѓутоа од 9-то деление нагоре. Не можеме ние од најрана возраст да им промовираме сексуална ориентација на деца кои што првпат се среќаваат со таков термин. Ова веќе во содржините во 4-то деление, значи родовиот идентитет е застапен, се споменуваат како треба да се почитуваат нивните различности, мислам по основ на родот. Да, така да ние еден од тие членови, значи ќе промениме сега каде што има родов идентитет и сексуална ориентација затоа што се противуставни. Потоа, во законот во многу членови стои ова го утврдува и подпишува министерот. Меѓутоа, ние моментално, за жал, имаме министерка која што нема ниту еден ден работно искуство во образование и ова не треба да биде така. Значи, ние ќе бараме да се состави стручна комисија за проценка на акти. Каква е таа стручна комисија? Па таа ќе биде составена од пред се стручни лица со долгогодишно искуство и родители, група родители, представници, кои што ќе ја следиме работата на Бирото за развој на образованието, педагошката служба и Министерството за образование и наука. Каква и да било војнина, да се воведе каква и било да е реформа, таа комисија ќе ги надгледува и разгледува тие реформи, тие предлози, ќе истражи, ќе евалуира и ќе направи стратегија, пред се ќе става акцент и одлука дали се тие квалитетни и спремни за да бидат во образовниот процес или не. И таа комисија ќе биде последната која што ќе стави подпис доколку нешто треба да се реформира во образованието. Не може веќе да биде се ово потврдува и утврдува министерот. Не, комисија за проценка на акти, каде што има неправилности, незаконски процедури, тоа се треба да се отстрани. Нема подпис на незаконски акти. Се мора да биде законски по пропис и така. Како ние ќе одиме на дигитализација, не сме обновили учебници 6 години. 6 години не се испечатиле нови учебници. Мислам,
многу големи промени треба да направиме во Законот за основно образование. Не само тоа, имаме и уште еден голем проблем кој што го нема другите држави, ние го имаме. Ние по устав имаме во образование единствен образовен модел. Значи, основно образование е единствен. Сега ние тука не можеме да делуваме, бидејќи уставот не е сменет како таков. Приватни има приватни средни училишта, меѓутоа во основното го немаме тоа. Сега, бидејќи ние тоа го немаме, воведуваме член во кој што ќе воведеме нова наставна програма. Значи, ќе има една програма понудена од самото министерство и ќе воведеме уште една наставна програма во друга паралелка. Например, во прво оделение ќе има две паралелки. Едната ќе се држи и ќе одржува мислам активности и настава по ова програма, втората паралелка ќе може да предава по ова програма. Така да родителот ќе може сам да бира во која паралелка сака неговото дете да му изучува, да оди на училиште. Сега, има и член во кој што се вели во училиштето забрането секакво политичко и верско уредување, действување. Зошто верско да е отстрането? Значи, ние тоа ќе го избришиме. Политика, да, политичко делување не треба да има, а го има многу, значи сите вработени се политички определени, и тука се косиме многу, меѓутоа ние верското мора да го тргнеме, што значи дека верско делување треба да има во училиштата и како, бидејќи ние како земја сме верски определени без разлика дали биле тоа православни, муслимани и така натаму, или католици. Затоа што верата е коренот на нашето постоење, како и да сакаме, значи децата ќе треба да знаат што е Великден, што е Бајрам и така натаму, и да си ги почитуваат другарите во различна вероисповест, и верата е нашиот двигател во животот. И тој член ќе го промениме со тоа што утре и да бараме теологијата, која е пред се и да речеме наука, не само дисциплина, може да се воведе и ќе заштитиме религијата, етика на религијата да остане како предмет во образованието, бидејќи е клучен фактор за иднината на нашите деца. Ако ние немаме верско делување во училиштата, без разлика дали тоа било преку еден предмет, или ќе воведеме можеби друга програма каде што ќе бидат овие вредности повеќе вклучени, независно. Децата треба да имаат познавање за религиите во општеството, и со овој закон кој што тие го промениле, реков, во 2019, факт е дека се исклучени сите традиционални, морални и етички вредности, а се нудат различности по основ на норми кои што се неприфатливи за ова општество. Мислам, не може да се става акцент на 1% население и да се воведуваат такви слики во детските глави уште на рана возраст. Не. Исто така да дополнам, ако може. Значи, самиот родов идентитет и сето тоа натаму, ние добро знаеме кој е коренот. Тоа е коренот на родовата идеологија. Само по себе идеологија е многу слично како, значи, нашиве норми религиски што се. Не може да биде дискриминирана религијата, а родовата идеологија да има. Не може. Или избор, како што кажувам. Не прави смисла, голема забуна. Во една демократска земја, овие предлози што ги имате во врска со менување на законот околу формирање на комисија и ова друго што го спомнавте, тие нешта секако дека звучат добро во една демократска земја, но Македонија, иако се нарекува дека е демократска земја, колку е демократска? Оти ова е еден пример со образованието, каде што гледаме дека постојат толку многу проблеми и дека народот, родителите се приморани да се организираат во една граѓанска иницијатива за да можат да ги заштитат правата на децата и на родителите, според кои што имаат право од уставот на земјата. Сакав мојата колешка Оливера, кажете вие да ви дадеме збор два. Сакате нешто вие да поставите прашања за Драгана или Даниела?
Имам неколку забелешки до сега од разговорот што беше. Рековте дека ќе имате стручни лица што ќе бидат гости на вашата трибина. Дали ќе имате и гости од владата или министерката, дали се поканети и дали имате од нив слушнато дали ќе бидат присутни или не? Вака. Пред се морам да ви покажам еден документ кој што само да видам дали ми е тука, на 26-ти, да, не ми е тука, тој е 26. На 26-ти, меѓутоа ние го имаме објавено, на 26 август поднесовме последно барање и пред медиумите и писмено барање, последно барање за работна средба со министерката на 26 август, се со цел до 1 септември да не ги разјасни како ние ќе почнеме учебна година и дали ќе имаме учебници. Меѓутоа, министерката не ни удостои ни со одговор дека не можеме да имаме работна средба, што навредува. Вие и сами знаете, цела јавност знае дека јас бев избркана од граѓанска трибина, организирана од нивна страна. Значи, така, значи министерката одбива многу дрско да не се сретне со родителите, а и морам да кажам и со наставниците кои што веќе една година морам да ги споменам тука и да ги поддржам и да ги поздравам и да ги охрабрам и тие веќе јавно да почнат погласно да зборуваат, бидејќи уште од лани една година додатоци за дополнително работно време не им се исплатени и се борат и тие со да речам многу неразбрана личност. Дали ме разбирате? Па можам да прашам како функционираат учителите и министерството во тој случај? Наставниците се во тешка состојба, бидејќи самите не им е јасно како ќе ги држат часовите на овие импровизирани реформи, со тоа што се оставени сами да прават сега сценарио по кој што ќе се водат во наставните активности. Пред се Душан Томшич, кој имавме првата средба, ни рече дека по еден предмет, замислете, дури најави е дека по еден предмет ќе има 3 учебници, односно 3 содржини кои што наставникот една ќе одбере со кој што ќе се води во образовниот процес. Ние немаме ниту една, најави е 3. Мислам, многу е смешно да се навраќам. Имаме големи проблеми и наставниците се во иста таква тешка ситуација. Меѓутоа, колку е мудра министерката? Министерката постави своји ментори во училиштата, кои што ќе бидат дополнително бонусно исплатени во однос на тоа што се наставници ментори, меѓутоа тие наставници ментори се нејзини блиски луѓе, односно на власта, кои што доколку еден наставник не се држи до она што му е дадено, односно например доколку некој не сака да предава за родова еднаквост или било како така, неговиот ментор може да го помени и да го да го укори за неговата непослушност, затоа што тоа треба да се спроведува. Некни имаше ситуација, значи ова го дознав на протестот во Скопје, каде што наставничка во средно гимназиско образование во Скопје на сред час е прекина часот од страна на директорката и на сред час и е кажано пред очите на учениците дека незиното работно место денес завршува. И самите деца потресени од настанот кој што се одвивал на среде час, замислете, настана на процес наставен го прекинува на час и соопштува дека низината работа е завршена, со тоа што децата потресени тие го пријавиле настанот во синдикатот за образование и наука, во независниот зборувам. Многу дрско, многу цврсто стојат на нивните реформи, имено заемени се пари, значи од Светска банка, ова треба да се имплементира, меѓутоа не се спремни ниту технички, ниту едукативно, ниту психолошки, ниту социолошки, како и да од било која страна да гледаме, ние имаме нож во грб. Значи од секаде нешто фали.
Значи, не само за зборуваме дека ни фалат учебници, не само дека содржините не се како што треба, се импровизирано. Не само што немаме технички услови, немаме печатари, немаме тоалети, многу работи немаме. За реформи во образованието во Македонија треба да се истражува само една година, па следната година да се воведат нови реформи. Само една година истражување ни треба. Затоа што имаме замислете, 16.800 ученици четвртоделенци во Македонија. Министерката имала средства да набави само 10.000 таблети и вели ќе се доделат на деца од социјално ранливи категории. Сега, зарем не е дискриминација кога, например, во еден клас има 3 деца од социјално ранливи категории, тај им дава на тие 3 деца, другиве 15 гледаат. Зарем не е тоа дискриминација? И која е ранлива категорија? Па ние имаме фамилии со многу детни семејства, со 3-4 деца. Ако работат родителите? Замисли ти да опремиш 4 деца за на училиште, па ти требаат средства за тоа. Средства кошта? Повторно имаме дискриминација. Значи, како и да е, дали немале учебници, дали немале таблети, ние сме дискриминирани и по закон не почитувани. Законот не е испочитуван. Да. Како и да е, и да им се даде на децата од социјално ранливи категории таблети, дома тие немаат интернет. Че ние имаме семејства кои што собираме средства, хуманитарни донации за да им платиме струја и да им купиме 3 кубици дрва барем за да поминат зимата. Јас сум сведок за многу такви семејства. И дигитално туризм на што ќе го поврзе, на кој интернет, мислам. Многу корењити промени ни требаат, а овие дрско и тврдоглаво ја тераат реформата. Тоа е многу жално, меѓутоа ние родителите, секако ги повикувам и наставниците, да се соединиме, да се солидализираме, да бидеме заедно, бидејќи како што велиме едностапче, ако може да го скршат, меѓутоа ако сме сплотени, тешко е дека може да не скршат. Значи едно стопче не може тешко. Благодарам. И уште една забелешка. Спомнавте преска за децата, мислам дека беше Даниела. Спомнам дека и децата, ако не се вакцинирани, не ги примаат на место. Значи, тоа станува збор за во школа или зборуваме за автобуси, превози, така натака? Тоа се за среднистите зборувам. Во кафулињата зборувам, пошто тие додека имаат измеѓу часови што патуваат секојдневно, мора да почакаат превоз или било што и сега се принудени додат со редовните линии, затоа што нема превоз од школата и цел месец на своја рака, оние родителите го финансираат тоа. Добро. Ви благодарам. Драгана, спомнавте трибината, да повториме пак, ќе се одржи не оваа недела, туку другата недела после тоа. И дека сте добро организирани и ќе имате стручњаци присутни и сакате тоа да се направи на начин на кој што ќе можат што повеќе луѓе да дојдат, да следат, да се запознаат и да ја подкрепат иницијативата. Што може нашиот народ, мислам, во странство, што живее работи во странство, како може да помогнеме ние и каде можат луѓето да се обратат доколку е потребна финансиска поддршка околу организирањето на тој форум или општо гледано, нели, за подкрепа на вашата работа, затоа што очигледно е дека финансиски средства ќе треба да има, не само еднаш или два пати ќе треба да се подпомага редовно. Кажете ни каде може да се обратат нашите кои што сакаат да помогнат или да Значи ние имаме страна образовни реформи на која што има убаво објаснета донацијата и се одвива и електронски, лесно е со кликање, така што средствата се проценети во денари, меѓутоа колку и да сака некој кај вас да донира, банката ги повлекува во вид на денари, кај вас се пресметува тоа во долари. Сега, ние имаме, тоа се средства кои што, да речем, ние овие месеци веќе одборот кој што работиме, координативниот одбор и граѓаните од цела Македонија работат од свој джеп и од свој труд. До сега еве 4 месеци ние се бориме така
со тоа што веќе станува работата сериозна. Морам да напоменам дека ние 4 месеци едва и можевме да сочуваме правник, бидејќи на секој правник на ова корумпирана држава. Само момент, се враќам една секунда. Даниела, ти отстапувам кратко место, одма се враќам, ми звони некој на врата, морам да видам. Се враќам веднаш. Значи, како што кажа Драгана, нашата борба почна спонтана сето од самиот почеток и со креирање на групата. И сега немавме потреба нормално од правник, затоа што лутавме, не знаевме, значи како родители само иницијативно собрани. Тешко најдовме правник за на крајот да испадне правникот жена да биде од женскиот пол, исто така мајка. И веднаш пристапи и со благодарение на незе, ние веќе го формулиравме правецот по кој ќе се движиме после протестите што ги имавме. И благодарение на незе, значи, се советувавме за правните преставки до Уставен суд, за измените што ни се предлог законите. И жената, адвокатката, значи, исто така се советува и со други стручни лица нормално и секако ние ги прифаќаме секој што сака да ни помогне од правен аспект, затоа што ни престои тешка борба, значи направно се насочуваме борбата, за на крај како последна инстанца да ги оставиме бојкотот и протестите. Ние имавме бојкот, значи беше ефикасен, затоа што и медиумското внимание и самите новинари и имаше луѓе, значи во процентуално најмногу родителите протестираа во четврто одделение од паралелките, затоа што веќе тие директно дојдоа засегнати со проблемот и во очија што точно се случува. Значи тоа ние што долго време, 4 месеци борбата што ни беше, што апелиравме за ова што ќе се случува, ја во очија тие и бојкотот, значи ни беше доста ефикасен. Сега, натаму давам збор на Драгана. Се врати да продолжи. Јас се извинувам, малата дојде од училиште и уморна, заспа, некој упорно звонеше на врата, ќе разбудим. Децата пред те, знаете како е. Вака, значи, ние 4 месеци работиме доброволно од свој джеб, бидејќи ова го правиме за сите деца, не само за нашите деца. Се со цел и дававме отпори, бојкоти, протести, така натаму, се со цел да се свестат и да речат стоп, ова не ни треба, значи, или барем на надлежните институции да рече, дајте да побараме интерпелација на министерката, значи не работава како што треба, бидејќи сите се незадоволни. Нам ни е мило, како што каже Даниела, дека и наставниците согледаја проблематиката и веќе не само испадна дека ние не зборуваме на празно, дека баш е така како што е. Сега, оваа трибина, не само оваа трибина, ни треба организација, значи тоа се технички материјали и процедури кои што треба да се исполнат, значи треба озвучување, бина, осветлување и така натаму. Не само тоа, ние 4 месеци имавме проблем со правници. Меѓутоа, секогаш кога баравме правна поддршка, бидејќи сме, еве да речеме, на тешка корумпирана држава и кога ќе спомневме дека ние треба да одиме и до Уставен суд и до собрание и така натаму, секој правник си се тргаше настрана со тоа што ние имавме една несигурност. Значи, се плашат кај нас луѓето да се борат за своите права. Меѓутоа, ние не правиме нешто незаконски, ние одиме по закони и по закон бараме да ни се исполнат правата. Меѓутоа, овој пат најдовме правници, односно жени, замислете, повторно сме жени во борбата, вашите некако тешко се борат тука, и ние и дадовме ветување дека за сите трудови и сите нејзини активности и процедури правно кои што ќе ги превзема, ќе ја платиме. Со тоа што мора да ја дадеме сигурност, затоа што и таа си има свое време кој што ќе го препушти за да се залага за овие реформи и за она, и ќе треба да ги платиме сите нив за да ја истераме работата до крај. Сега, јас ќе ги замолам сите граѓани кои што не гледаат, ја поздравам целата диаспора, едноставно ќе упатам еден емотивен апел, барем да можеме да се избориме за
реформи и основни услови кои што треба да ги заслужуваат децата во нашите училишта, да донираат кој колку може. Значи, на нашата иницијатива, каде што е поставен апелот за јавна трибина, може да влезе, поставена и страницата на образовни реформи, каде што лесно се чита дека каде има донација и каде можат да донираат. Со неколку клика и се донираат средства во кои што ние дури веднаш имаме известување кој колку сака. Сега поодносно има таму има таму фондови по кои што би можеле да донират, меѓутоа има и единична донација, на пример таа од 100 денари не е основната. Ако сака на пример 500 денари да донира, ќе кликне 5 пати 100 и така ќе може 500 денари да донира. Значи тие се пресметани во денари, меѓутоа вас ќе ви се одземат во износ на долари. Значи самата банка ќе повлече толку колку што треба. Така да лесно е, се работи од дома преку компјутер, секој може да донира. Искрено ќе се заблагодарам на секој еден што одвоил макар и денар за оваа иницијатива. Нашата работа, морам да напоменам, нема да застане тука. Без разлика, еве ни следат избори. Кој да дојде на власт? Значи, ние на 6 септември побаравме од Државна изборна комисија да отвори изборни единици за да почнеме со собирање на подписи. Еве го документот. Значи, до Државна изборна комисија со архивско бројче со се. Пуштиме барање за да отворат 3 изборни единици за првите 100 подписи на граѓани кои што ќе ни помогне за да влеземе во собрание да побараме иницијатива за промена на законот. Меѓутоа, еве од Државна изборна комисија се уште немаме. Се надевам дека тешко е сега во овие денови, на жалост. Барем се надевам дека идната недела ќе имаме некакво известување од нив. Како и да е, значи ние нема да отстапиме од овие наши точки кои што сакаме да ги реализираме и кој да дојде на власт. Значи моментално Македонија се соочува со големи проблеми. Се работи на попис, дали ќе успееме со пописот до пред избори, па ни следат избори и така натаму. Меѓутоа, кој да дојде на власт, ние ќе останеме како иницијатива да се избориме за реформи по мерка на ученикот, односно реформи кои што ќе дадат квалитетно образование и пред се основни услови за образување на нашите деца. И уште еднаш ќе ги повикам, секој може да пристапи на иницијативата, односно Facebook групата Учебници настава мора да има, или на нашата страна образовни реформи. Лесно сме препознатливи, имаме наше лого и така да може и да ми се обрати мене, како и да е. Секој еден денар би ни бил од големо добре дојде и од големо значење, бидејќи ние сме непартиско движење, составено од граѓани од сите градови низ Македонија, не има од сите националности, кои што искрено се бориме за добро на нашите деца и она што како право ни следува нам родителите и на учениците да имаат безпрекорно квалитетно, како што е во законот кажано, квалитетно и бесплатно образование. Драгана и Даниела, ви благодариме многу за овие информации и разбираме дека вашата работа е огромна, досега имате доста сторено и дека и понатаму ќе работите на сето ова и од наша гледна точка ние ќе продолжиме и понатаму да ве подкрепуваме, дали преку овие емисии или финансиски или на други начини, затоа што ова нешто, иако се наоѓаме ние, јас и Оливера, нарочито во Австралија, без разлика на тоа каде и да сме, ние сме ист народ и сите имаме роднини во Македонија, каде што дечината ни се многу важни и родителите мора да имаат глас и одлучуваат за образованието на нивните деца. Благодарам за информации. Би сакала само, извинете, ве прекинам, уште една реченица. Во однос на трибината која што ќе се случи, не се надоврзав преска на тоа прашање, таа ќе се случи овој пат со гостување на исклучиво стручни лица кои што имаат долгогодишно работно искуство во образованието, како професори на универзитети, во средни училишта и така натаму. Меѓутоа, следната трибина планираме да ја одржиме со
лица од законодавниот дом, односно собранието, и со лица представници и председатели на политичките партии, каде што јавно ќе мора да дебатираме кој ќе ни излезе нас во пресрет на нам родителите и да се помислат во однос на нашите барања, бидејќи еве следат избори, родителите се големо тело кој што треба да изберат иднина за своите деца. И ќе побараме од сите политички партии да ни иако ние не сакаме да мешаме политика во образованието во Нова Македонија, се зависи од законодавниот дом и од кои претеници се внатре. И ние јавно на следната трибина, значи организиран пред се мора стручната фела да излезе со ставови и со аргументи какви реформи имаме, а какви ни требаат, какви навистина би требале во иднина да имаме. Затоа втората трибина ќе биде со политичките структури кои што ќе ги замолиме да размислат колку ќе треба да ги послушат граѓаните, односно родителите, и да ги исполнат нашите барања, се со цел доколку сакат да придобијат гласови на избори. Бидејќи за кого ние би гласале ако немаме квалитетна иднина за нашите деца. И тоа јавно ќе го сега да ме гледа, јавен апел упатувам дека сите политички структури во Македонија треба да се замислат каква иднина ние сакаме за нашите деца и да ги послушаат нашите барања, барем да одвојат време за една јавна трибина во која што ние очекувавме искрено од министерот, од премиерот Заев, меѓутоа немаше, затоа нека одвојат време за нас родителите во Македонија за да слушнат за нашите барања и ако можеме да најдеме заедничка точка, да седнеме на маса и да одлучиме што поната. Ви благодарам и вас на одвоеното време и внимание. Оливера, многу ми е мило. Секако Силвана, Данила, ве поздравувам сите, цела диаспора ја поздравувам. Па молете се за нас да успееме, бидејќи ова ќе биде долга процедура, па се надеваме на резултати. Благодариме уште еднаш на разговоров, на информациите. Ќе ве следиме и понатаму и ви посакуваме многу успех. Се слушаме следниот пат. Благодарам, Оливера. Благодарам исто, секој добро до слушање. Ќе ве очекуваме под добри вести. Секако. Ви благодарам. Благодариме. Поздрав.